10 дена пред учебната година голема е веројатноста дека учениците нема да имаат редовни автобуси за да стигнат на училиште. Возниот ред достапен на веб страната по кој досега се водеа не е точен. Автобусите доцнат, а и оние што возат се преполнуваат и имаат проблеми со климатизерите внатре. Решение до овој момент нема. На ЈСП во моментов му недостигаат 40 на возила за да се запази летниот ред на возење. Тоа значи дека од септември проблемот најмалку трикратно ќе се зголеми. Според проценката, од септември по зимскиот возен ред ќе се потребни многу повеќе од 190 до 200 автобуси. Више не се безбедни. Едно време беа безбедни, сега више ми е страф, ама мораш да одиш. Условите ни се такви. Состојбата е катастрофална. Факт е дека возилата се неисправни. Немање делови, немање доволен број на автобуси и максимално искористување на возилата целодневно, од утро до вечер. Како ќе функционира градскиот превоз и како ќе стигаат граѓаните на работа и дома, учениците на училиште, никој не дава одговор. Приватните превозници со месеци возат кога сакаат, во знак на протест што ЈСП и град Скопје не им ги исплатиле парите за услугата што ја вршат, а за десетина дена повеќе од јасно е дека не може да се најде никакво решение. За сега градоначалничката на Скопје Данела Арсовска не кажа како планира да го реши проблемот, туку само рече дека во наредниот период главниот град ќе остане без функционален јавен превоз. Арсовска меѓу другото е и против укинувањето на слободниот автобуски превоз за студентите. Одветувањето бесплатен јавен превоз, кој во Европа го има само во богатиот Луксембург, Скопје доби електрични тротинети и со месеци блокирани клучни крстосници од приватните превозници, на кои одбиваше да им плати за нивната работа, а со тоа компаниите ги доведе пред банкрот, додека пак сликата од јавниот превоз е автобуси кои доцнат или воопшто не се појавуваат, а оние кои ги има се толку преполни што не може ниту да се влезе.